Петок на 9 и понеделник на 12 септември е вториот упис рок на УГД Штип за сите студенти кои од било која причина не можеле ниту пак успеале да се запишат во некој од високообразовните институции во земјава. Заинтересираните матуранти пријавувањето може да го прават електронски, но и со достава на потребните документи како во УГД во Штип, така и во наставниот центар во Струмица, каде има 5 факултети и 8 акредитирани студиски програми. Некаде околу 280 слободни места на овие 8 студиски програми, факултети кои се кај нас во Струмица, значи тоа е правниот факултет, земјоделскиот факултет, филолошкиот факултет со 2 студиски програми, машинскиот факултет исто со 2 студиски програми и техничко-технолошкиот факултет со 2 студиски програми. Значи првите правниот и земјоделскиот факултет се со по една студиска програма. Професорот Илијевски даде посебен апел до младите да се запишат на земјоделскиот факултет со оглед дека Струмишкиот регион е земјоделски крај кој може да го унапредат начинот на производство. Како потврда, како што кажа Ристевски, во агенцијата во Струмица за вработување нема ниту еден невработен земјоделски инженер. Одлична насока во која што ќе добијат доста добри вештини и знаења за понатаму не само во производството, значи генерално во целокупното земјоделско, би рекол, менаџирање, да бидат врвни во својата област. Покрај предизвикот за производство на храна, јас ќе им бидејќи честопати и се колебаат па дали ќе има работни места после профилирање на такви кадри, само ќе им порачам на да кажеме матурантите или заинтересираните кандидати дека досега на бирото за вработување нема ниту еден дипломиран земјоделски инженер од кога постои, да кажеме, Универзитетот Гоце Делчев, односно земјоделскиот факултет. Инаку во наставниот центар во Струмица може да се примат документите из останатите факултети на Штипскиот универзитет Гоце Делчев.